Осудиот е македонскиот и светскиот стилист Изе Цури, кој за 2 дена во Давид Пашин ќе презентира еден нов спектар на модели кои произлегуваат од неговиот институт за мода. Го следевте разговорот за фолклорот. Мојата прва асоциација е кога правите модели, кога стилизирате мода, колку и на каков начин бојата, амбиентот, фолклорот и навиките играат во карактерното обликување и следењето на моделите и стилот? Сакам да ви кажам дека ја кога сум почнав да учам занат 64-та, тоа е во Скопје, кај мајсторот Цајли, близко нега, тогаш тука беше и грчкиот конзулат, а одма на 50 метра беше салата каде танец имали проби, така да сум запознал многу играчи од тоа. Фолклорот, знаете што, фолклорот тоа ние го носиме, затоа што тоа сме пораснали. Несвесно сум имал некои бои кои сум ги употребувал, нешто, некое зелено, прљаво, па црвено, старо и така нешто. И стално ме прашале новинарите зашто тие бои. И ја не сум знаел никога што да кажам. Меѓутоа, ние сме имали еден чилим дома, един свениот чилим, јас со тие бои сум се хранел и тие сум ги употребувал. И така да фолклорот не може да се имитира фолклорот, може да се служите со него, као што е и музика и тоа, а тоа е нешто перфектно, кој не може да се одземе и не може да се додаде нешто. Може да се инспирирате вака за ето неколку бои, а нарочито во Македонија. Морам да ви кажам, има еден другар во Сараево, па зборевме вака за фолклор, и он ми викаше, знаеш што, вика, луѓето викат, кога ќе отидеш у Босна, немој да пееш. Кога ќе отидеш у Србија, немој да играш. Ама кога ќе отидеш у Македонија, немој да пееш и немој да играш. Затоа се тие големи професионалци. Добро, 40 години бевте во Париз. 48. 48, не сум пребрал добро. Значи, на оден начин работевте за и учевте од Шанел, од Готје, од Муглер, Ив Сен Лорен. Но она што го забележав, тоа е дека вие модата ја третирате од незиното основање, од шиењето и кроењето. Да. Како пред малку ми рековте, денеска големите стилисти бегаат додатна кројач, на својот кројач. Само да ви кажам дека ја кога сум почел занат, значи 64-та, прво сум почнал кај Цале, па после заедно со Томе Малиновски и нарочито со Благоје Ангелковски. У тоа време, за да завршам почетокот кога ми поставивте прашање, имавме минимално 30 одела неделно да шиеме, по мера. Значи, тоа е право од кутюр. Тие мајстори кои ви ги спомнав сега, да беа во Франција, тие би били светски имиња. Апсолутно се големи мајстори, затоа со нивното знаење што сум ги научил ја, сум ги отворил најлуксузните врати во Франција и така да били големи мајстори. Цури, кој е водач на модели, на стилови и така натаму? Кој ја преферира модата? Ама ова висока мода за која денеска говорим. Видите, високата мода е денеска е само една промоција, голема промоција. Сега ќе ви кажам дека и прошлата година Dior, кој нивната ревија кошта отприлike по 5 милиона евра, која прават, и ни еден модел не е продаден. Меѓу тие се служат тоа за промотивни материјали, големи коктели, готово, и така да после целата медија во светот
тоа нив ги промовира, значи тоа е промотивен материјал. Кој се обликува во модата, со таа мода? Тоа се лимитирани луѓе, апсолутно, кои ја осеќат модата, кои имат големи могуćности финансиски, тоа да се облекуват, но тоа е лимитиран. Сега нема повише од 900 луѓе во светот. Меѓутоа има нешто помалку од тоа кој се вика претапорти и креаторите, каде тоа е веќе за маса. Како во Македонија и во Скопје се следи, да речем условно, светската мода е низ светските брендови што тука се продаваат? Да, знаете што, видите, во денешно време, ја кога сум учел занат во Скопје, ние сме имале една новина која се викаше Ел, и таа новина беше 5 години стара и ние делевме тоа, ајде кај тебе една недела, денеска, значи, не сме имале тие информации, морали сме да идеме по музеите, по библиотеките, кои не постојале кај нас. Денеска, апсолутно, вие имате светската библиотека во джеп. Така да, децата во Македонија се исто обавестени као оној што е во Њу Јорк, као оној што е во Париз. Сега нема истите услови, мислим, да тоа да иде по музеите, А денеска ревиите постанале отприлike некој кич, затоа што директно може да ги гледате секој ден тоа да. А све до 90-та година тоа било некој сан, некој да иде во една ревија, затоа што не можеле да видат тоа на телевизија ни на интернет као денеска. Значи, децата во Македонија апсолутно се информирани као во целиот свет, а можда и повеќе. Затоа, пошто ги немат исти могуćности да патуват и да идат, и таа повише стават некоја енергија да тражат и така. Јас се изненадувам дека чак кога на студентите збориме со нив, знаете дека има многу ствари кои ме учат. Да? Да. Од овие 40 кои ги учите на стилот и на од нив учите. Може имат повише време од мене кои да тражат и така. Ние не сме од таа генерација електронска, а тие се фантастични. Тоа што таа генерација кај вас, на кој вие ги учите на основните методи, модели и така натаму, дали таа ветува дека носи некои нови ветришта на креација во модата? Апсолутно. Јас сум стварно сум се изненадил и стварно сум се чудел зашто не се дешава нешто со модата многу на висок ниво во Македонија. Се ќе ви кажам зошто. Првата индустрија, најголемата индустрија, не знам сега, али пред неколку години била најголема индустрија во Македонија текстил. Знаете што? Значи, тие работат само на лон систем. Тоа значи им донесат страните фирми, штитови, готови и тоа само да шијат. Тоа е најтешкиот домен во нашата професија, а тие никако да направат нивни брендови. Некогаш почнале тие 80-те години као неколку фирми почнале брендови кои имале голем суксес, голем успех. Ќе ви кажам, Астибо, 80-те години, тоа е измеѓу 4 фирми најголеми модните фирми во Југославија. Меѓутоа, тоа денеска апсолутно не постои. Тоа е интересно како да направат нивните брендови, па да имат повише шанса да се представат во светот. И сега, кога ќе кажам, има некои фабрики кои ме контактирате, дали имате нови таленти и тоа. Имаме таленти, ја ќе им пропозирам, ама не може вика тоа, он 21 година, тоа е млад. Знаете што? Значи, немат поверење на нивните деца. Не им дават шанса да тие направат нешто. Значи, во Македонија, со нашата школа е една од првите школи можда на Балкан, кој е моделизмот. Моделизмот е архитектот кој прави костими.
Таква школа не постоела. Во Југославија едината школа која постоела тоа е во Марибор некогаш, кој правиле, кој ги Од каде викале. регрутиравте студенти? Кој ви доаѓа? Кој Едно време сите. на почетокот рековте Балкански центар А треба не, да. сега е тоа проширено. Сега доаѓаат и од другите земји. Добро, ние сме лимитирани, мислим, со просторот, не може. Нашиот капацитет е 40 студенти, значи од цела Македонија, од сите градови има кои доаѓаат, меѓутоа сме лимитирани. Оваа година не може да примиме студенти затоа што нема апсолутно ни едно место. И сега сме солицитирани. Нашата школа е типично француска школа, со француски методи, со француските големите школи каде јас сум предавал, али 50% е тука и моето искуство кој го имам во занат. Добро. И за Цури, ми се бенди се еден ваш став од едно интервју која веројатно денови го прочитав. Што е пресудно за вашиот успех? И вашиот одговор е прилично моето здравје и работа. Кога ќе влезете во таква екипа во Париз, за да обстанете треба да работите 2 пати повеќе од французите, а за бидете успешни треба 3 пати да работите повеќе од французите. Дали е тоа од модата, на оден начин промоција на филозофијата која ние не можеме во Македонија да ја сватиме. Работи само работа. Да. Плюс креација. Да, само видите. Имаве еден колега од Германија и кој викаше, ја го прашував која е разликата измеѓу еден француз и еден германец, и он викаш французите работат за да живеат, а германците живеат за да работат. Да. Друго, еднаш им викам, ја многу сум викал тамо дека има фабрики овде и може да, вика, ефтина е работната рака во Македонија. Тоа големи индустрии, така ми вика, меѓутоа вика немат култура за работа. Не, културата работа значи јас сум се радувал во Франција да станам што порано за да идам на работа. А овде ми се чини дека луѓето не се сретни да се брзат да идат, што имат здравје прво, за да идат на работа. Него, ете така, значи тоа е разликата. Меѓутоа... А модата излегува од душата, од радоста на луѓето. Апсолутно. Знаете што тоа мене локомотива за да работам, мене ме третира дека и моите деца, вика ти со тебе ни се згади и модата, никогаш не си бил дома, затоа што сум работил многу, а јас стално викам дека ја живеам веќе 120 години, затоа што помалку спијам. Што е разликата меѓу мајстор и креатор? Мајсторот е на модерен начин викаат, ќе идам на мастер. Се преведете мастер, што е мајстор? Значи мајстор. Мајсторот, значи како е во модата е обична конфекција, претапорте, креаторите и мајсторите. Мајсторите постоеле све до 60-те години, значи и модата постоела до 60-те години. Денеска не постои модата. Тој кој ви збори за мода, тоа е абсурд. Модата постоела тогаш, сигурно земете фотографии, дајте фотографии од 50-те години, 60-те години, одма ќе знаете дека е тоа тогашно време. И музика, и интериерот, и аутата, и све ишло тоа заедно. И сликарството ишло тоа. А денеска нема тоа. Денеска се стилови различити. Секој се труди, зашто името стилист е нешто ново. Името стилист почиња 1957 со Ив Сандарон кај Диор, кога работиле и не знаеле како да му дават име, ќе прави стилот на нашата фирма, ајде стилист. И така почине стилист. И за Цури, кој ќе излезете ни Стара чаршија и ни Скопје, предполагам, освен естетиката на убавата жена, и ја скенирате модата. Што во Македонија има од тоа што е мода? Има многу... Од шут до висока мода или до... Не, во Македонија има све. Има све. Сега луѓето се лимитирани на различни начини, економски, политички, не знам што, а меѓутоа во Македонија има све. Има нарочито чаршија. Чаршија е французите викаат тумо. Ова е
kako se diše во чаршија, има убави жени, има убави луѓе, има све се дешава у чаршија, се заљубаат луѓето, се одлюбаат луѓето, има преваранти, има све. Значи, еден голем букет, као што и у цвечара имате кактуси, имате убави цветиња, така и чаршијата еден голем букет. Значи, чаршијата е... Знаете што, ја мислам дека да имат Израел, да има, или американците да имат чаршијат, ќе направат нешто најдобро на светот. Најдобро. Она е најголема чаршија во Балканот. Она е поголема од Истанбул. Само треба да се направи нешто тоа. Јас се чудам во Македонија. Мала земја, убава земја, богата земја. Како не може да се направи? Тоа е мало. Може да се направи фантастично. Што е тоа кое пречи? Сигурно вие подобро од мене знаете. Ја не сакам да кажам, за да не го растуриме разговорот. Изе Цури, стилист кој после 48 години престои работа во Париз, се врати во Македонија, пред 4-5 години го формираше својот институт за мода 2015. Задутре во Данот Пашин неговите студенти ќе ги представат моделите и мислам кога од време на време го гледам меѓу нив, тој е еден од оние стилисти кој е хедонист и уживате во убавината. И благодарам уште еднаш што бевте гости. Фала што ме поикнете.